13-та недела, крај на март. Помрачувањата на месечината се случуваат 2 недели пред или после помрачувањето на сонцето. Откако го промрачува сонцето, месечината кружи околу земјата. 2 недели подоцна поминува низ земјината сенка. Сенката од земјата паѓа на полната месечина и ја претвора во срп. Аристотел приметил крива сенка при помрачување на месечината. Тоа било доказот кој го барал. Само кружно тело може да фрли крива сенка на месечината. Земјата е кружна. Во текот на помрачувањето, сенката на земјата се поместува и месечината потемнува. За тоа време месечината добива чудни бои, затоа што сончевите зраци поминуваат низ атмосферата како во самрак. Астронаутите на месечината во текот на помрачувањето го виделе тој залез малку пред изгревањето на сонцето. Следниот пат месечината нема да помине низ земјината сенка, ќе помине малку над нејза. Годишно се случуваат само 2 помрачувања на месечината, следното е за 6 месеци. 20 март е почетокот на пролетта. Пролетта некогаш почнува на 21 март. Зошто доцни? На 20 март на пладне, Земјата доаѓа во пролетната точка. Дневната ротација не се поклопува со годишното патување и еве до што доаѓа година дена подоцна. На 20 март на пладне, Земјата се уште не е во пролетната точка. И недостасуваат уште 6 часови. Ќе стигне во таа точка во 6 часот попладне. Пролетта званично почнува во 18 часот. Година дена подоцна, пролетта повторно касни 6 часови и стигнува на полноќ, измеѓу 20 и 21 март, а третата година повторно ќе закасни 6 часови и тука сме. Овој пат ќе стигне на 21 март наутро. Кога тоа би се продолжило, почетокот на пролетта се повеќе ќе отстапува. Спасот е во престапната година, на која се додава 29 февруари. Со додавање на еден ден во зима, Земјата нема да го надмине денот на пролетта. Секоја четврта година, во годината пред престапната, пролетта почнува на 21 март, а во останатите години на 20 март. Пролетта почнува, наскоро ќе биде Великден. Секоја година датумот за Великден се менува, бидејќи христијанската традиција поставува 3 услови. Великден се слави после пролетната рамноденица, после првата пролетна полна месечина и секогаш е во недела. Датумот на Великден зависи од системот земја-месечина. Еве ги како ја поминуваат пролетната рамноденица. Земјата ја преминува линијата и првиот услов е исполнет, но месечината се уште не е полна. Четири денови подоцна излегува полната месечина, исполнет е вториот услов, тоа е во понеделник, а Великден треба да е во недела. Великден ќе биде во следната недела. Следната година, кога Земјата и месечината ќе ја поминат точката на рамноденица, месечината само што не е полумесечина, тоа за многу ќе го одложи Великден. Месечината мора да ја помине скоро целата орбита за да стане полна, затоа и требаат 3 недели. Тоа е во сабота, па не мора долго да чекаме. Следниот ден е недела, Великден. Секогаш во недела после првата пролетна полна месечина. Додека часовникот го покажува времето, ја дава положбата на Земјата спрема Сонцето. Пладне е кога Сонцето ќе го помине меридијанот на нашиот град.
Земјата прави полн круг за 24 часови. Секој час друг дел е завртен на кај Сонцето. Затоа Земјата е поделена на 24 временски зони. Сонцето е над Прага и таму е пладне. Час подоцна е пладне во Париз. Час потоа е пладне во Лисабон во Португалија. 2 часови подоцна пладне е во Бразил и на Гренланд. За уште 2 часа подоцна пладне е во Њујорк. За да се олесни комуникацијата помеѓу соседните земји, природните временски зони се вештачки проширени. Мадрид и Прага се во иста зона иако ги делат 2000 километри. Напладне Сонцето го поминува прашкиот меридијан и часовникот покажува 12. Тоа е нормално, но на Сонцето му треба 1 час до парискиот меридијан. Часовниците во Париз не покажуваат 12, туку скоро 13 часот, прашкото време. Французите имаат прашко време. Секоја година преминуваме на летното сметање на времето. Ги поместуваме часовниците за 1 час понапред. Сонцето ќе изгрее 1 час подоцна. Земјата е поделена на 24 временски зони. Кога преминуваме на летното сметање, ние влегуваме во соседната зона. Во поголемиот дел од Европа веќе ни недостасува 1 час и пред летното сметање. За да ја олесниме комуникацијата, го променивме локалното време кое одговара на положбата на Сонцето, по званичната временска зона, по прашкото локално време. Во Мадрид, Париз и Варшава часовниците покажуваат исто време, иако тие градови се во 3 различни временски зони. Кога го поместуваме часовникот на летно време, го поместуваме дневниот распоред за 1 час на кај исток. Англичаните го добиваат прашкото време, а французите истанбулското. Сонцето во Истанбул ќе го помине меридијанот точно на пладне, а кога Сонцето ќе стигне во Париз ќе биде 14 часот, истанбулско време. Земјината ротација воопшто не се променила, само се променува начинот на кој управуваме со времето.